Откако ги разгледа предметите кои одамна ги користеле нивните прабаби и прадедовци, своите импресии од предметите кои ги видоа од минатото, дечињата ги пренесоа низ неколку креативно-едукативни работилници. Со голема љубопитност и возбуда малите љубители на уметноста експериментираа со бои, ги разоткриваа и препознаваа материјалите, а дел од глина се обидоа да ги моделираат и работите кои ги видоа при денешната посета на заводот и музејот. А домакините на интересен начин, приспособен за нивната возраст, ги запозна најмалите посетители со содржините во заводот и музеј. Се запозна со историското богатство преку интеракција со вработените, имаа можност да творат, а беа инспирирани од виденото во музеот. Посетата на националната установа е во рамките на детската недела, која се одбележува првата недела од октомври. По повод Светската недела на детето, Националната установа Завод и музеј од Прилеп во соработка со детската градинка Наша иднина организира еднодневна активност, интерактивна активност и пред се едукативна за најмалите со цел да се зачува културно-историското наследство и уште од мали нозе да знаат што има во музеот, значи што содржи, со што се хранеле нашите баби, дедовци, како се хранеле, кој бил накитот од порано. После тоа имавме работилници во лапидариумот, едни деца изработуваат цртежи од она што го виделе, други изработуваат од глина, така да баш им беше интересно и се надевам дека ова ќе продолжи како пракса во иднина, не само со градинките, туку и со училиштата. Денеска од детската градинка Наша иднина, Бончајца, имавме посета со децата од големата група од 5 до 6 години во завод и музеј. Децата ќе научат што има во музеот, кои предмети ги имаме и тие ги изработуваа и ги цртаат. Создаваат творби кои се резултат на имагинацијата. Креативно-визуелното размислување кај децата од најмала возраст и ваквите посети овозможуваат да се запознаат со нови поими, а секако е важен чинител при нивното образование и формирање како личности. На овој начин се развива свеста за значењето на музејската култура и историја.